Мислам дека е неспоредливо Хрватска со Македонија, тоа го кажавме и со една реакција на партијата вчера, или завчера беше, дека не се споредува Македонија со Хрватска. Во Хрватска над 90% на населението се Хрвати, а во Македонија е сосема друга конфигурацијата на населението. 54% се, барем ја се повикувам на последниот регистрација, попис, 54% се македонци, 30% се албанци и други етнички заедници. Ако веќе сакаме да се споредуваме, ајде да се споредуваме со Швајцарија или со Белгија или со други држави кои што имаат релативно слична конфигурација како и Македонија. Така да мислам дека ВМРО повеќе го оваа го прави поради добивање на поддршка од луѓе кои што се ултранационалисти, а ние сме сега пред избори. Така да може би тоа ги тера, инаку ја не верувам дека тие мислат така како што зборуваат на пресконференции. Ние, како Алијанса за албанците, ќе продолжиме да инсистираме дека уставните промени треба да се случат оваа година. Тоа не е наше инсистирање на целиот, да речам, политички меѓународен фактор кои ја поддржуваат Македонија последните 30 месеци. Вие гледате повеќе министри за надворешни работи, повеќе државници од западноевропските држави не посетуваат и американската амбасада, туку и политичарите од Америка инсистираат дека е моментот Македонија заедно со Албанија да ги започне преговорите за Европска Унија. Ако не ги направиме уставните промени, ние сигурно ќе имаме после тоа повторно вето од Бугарија и мислам дека тоа може да трае можеби и деценија, како што ни се случи со Букурешт 2008 година.